На постапување на сила на владиниот пакет мерки тежок $700 милиарди, граѓаните не можат да осетат облажување на последиците од кризата. Ова е прво на што помислуваме кога ќе слушнеме Wall Street, центар на американскиот финансиски пазар. Гласни тргувачи неуморно купуваат и продаваат акции. Но има и друг Wall Street, улица со исто име на 400 километри од онаа во Њујорк, во Роквил, сојузната држава Мериленд. Луѓето кои живеат на неа, како Емили и Гери, се прашуваат дали владиниот план за спас на Wall Street од Њујорк ќе им помогне и тие да се спасат. Навистина наликува дека банките и луѓето на Wall Street лесно ќе се спасат, додека оние со скромни примања и натаму работат напорно, а цените, како онаа на бензинот, растат. Потешко ни е, би сакала дел од тие пари да сторат нешто и за нас. Емили почнала да троши од заштедата само за да врзе крај со крај. Морав и да скратам некои работи. Се откажав од автомобилот и сега возам велосипед. И 84 годишниот Тед Конвеј вози велосипед. За себе вели дека како дете на економската депресија од 1930-тите знае што е мака, но сега е загрижен за иднината на своите деца и внуци. Би сакал да можам да заминам од овој свет, бидејќи сега имам нешто заштедено, а и куќа во моја сопственост. Би било убаво децата да имаат пари за универзитетско школување, без да се грижат дали може да си го дозволат тоа. Овој ветеран од Втората светска војна се сеќава кога светот гледал на САД како на спасители. Ме загрижува како сега гледаат на нас и си мислат Америка ни го направи сето ова. Неговата соседка, Ники Голдсборо, коментира дека сето ова создава стрес. Незиниот сопруг е собственик на мал бизнис кој се нашол на удар поради кризата. Не ни сакам да отворам поштата. Кој знае што се ќе видам во извештаите од нашата банка. Според најново истражување на Американското здружение на психолози, околу 80% од американците се под стрес поради парите и економијата. Владиниот план од $700 милиарди има за цел да ја поврати довербата во финансиските пазари, но најверојатно за тоа ќе биде потребно време.